Исклучително талентирана девојка во уметничкиот свет. Шие, слика, црта, бои и во се додава отпечаток од нејзината визија и имагинација. Денеска во прекрасната атмосфера на Интермецо се дружиме со нашата Христина Ѓоргиева. Христина, ти благодарам што ја прифати мојата покана за Hype Македонија. Кажи ми како се чувствуваш денеска? Здраво, Стефан, пред се благодарам на поканата. Денеска се чувствувам прекрасно и едва чекам да имам уште една соработка со тебе. Христина, морам да го пофалам твојот стил, од секогаш си била посебна и уникатна. Имаш ти некој свој специфичен готички алтернативен стил? Кажи ми од каде доаѓа љубовта за овој стил и како од каде се инспирираш? Благодарам на прекрасниот коментар, Стефан. Мојот стил, искрено да бидам, потекнува уште кога бев многу малечка, дете основно школо. Инспирирана сум од готички филмови, од историски работи, историјата на уметност, литературата, музиката. Уште кога бев многу малечка, повеќе ме привлекуваат тие некои помрачни, потемни теми, да кажам, и работи. И со времето и со годините како си течеа, си го пронајдов овој стил и едноставно најсамоуверено, најсигурно и најјас си се осеќам вака. Кажи ми, дали мислиш дека луѓето во Македонија го прифаќаат ваквиот стил или се уште се конзервативни? Се уште се конзервативни. Мада морам да признаам дека пополека почнува да го прифаќаат стилот. Како се движи самото време и генерацијски, и со стилот, со сите работи што се движат наоколу, во социјални мрежи, во секојдневниот живот. Али се уште сматрам, барем кај нас во Македонија, дефинитивно треба уште многу време да помине за да биде потполно прифатен. Дали си се соочувала со предрасуди и ете некои негативни коментари додека си била мала, па можеби и сега, дека изгледаш поразлично од другите? Кога бев малечка, дефинитивно имав секакви коментари од луѓе, од мои вршњаци, од основна школа, средна школа, од наоколу, па и постари луѓе. Тој денеска го има, али многу помал број. Мислам дека луѓето повеќе почнува да го прифаќаат стилот, некако коментарите се намалија, да кажам. Кажи ми, Христина, дали си за брзи трендови или класични безвременски стилови? Тука скрос морам да бидам брутално искрена, трендовите многу не ги следам и не ги сакам, да не бидам сега грубо да кажам ги мразам, али дефинитивно сум за безвременски стил, особено еве кај што ќе кажеме палетата црна и бела боја со сива и некоја можеби така неутрална боја да се внесе во стилот е дефинитивно ин за секогаш. И самата мода се врти едноставно, горе-доле иде. И дефинитивно ќе останам со безвременски стил, класичен. А можеш едно парче облека да го носиш до крајот на твојот живот, што би било тоа? Дефинитивно тоа би била кожна јакна црна. Христина, можам да заклучам дека ти си уметник во секоја смисла на тој збор. Кажи ми, од каде започна сета таа љубов? Тоа почна едноставно уште кога бев дете. Значи, јас се родив и попрво почнав да цртам и да сликам, отколку што почнав да зборувам, што се вика. Од малечка на мајка ми и татко ми барав блокови, бои, сите тие работи за да цртам, да се изразувам многу повеќе, дека сум едино дете. Своето слободно време си го поминував цртајки, дали барање на референции, преку некои цртани или филмови, тоа со текот на времето едноставно почнува да си има свој тек, исто така пронајдувајќи свој уметнички стил. Кажи ми повеќе како започна со сликањето, што прво наслика, што сликаш моментално и што би сликала во иднина? Искрено, првото што ми е насликано не памтам, ама мислам дека се биле такви некои као ако на некој се сеќава во 2015 така Tumblr некоја ера со такви некои
флуоресцентни, многу јаки бои на животини, лавови, тигрови или некои помистични така слики спиритуални. Мислам дека тоа ми беа првите слики и цртежи. Кога бев малечка, многу бев љубоморна на мајка ми, дека она многу повеќе убаво сликаше од мене. Фактички дарбата за уметноста ми потекнува од мајка ми. Јас повеќе цртав, она повеќе сликаше. И кога бев основно кога бев основно, пред да се запишам средно уметничко, она ми помагаше во теорија на бои, во сликање, како да ги мешам боите, како да сликам, како да правам и стварам текстури и такви тие работи. Кога се запишав на уметничкото школо, захвалјувајујучи се на моите професори, што беа многу професионални во својата работа, стварно ми дадоа многу големи можности и ме научија многу работи за кои што не бев ни свесна дека може да се научи. Тука веќе си го пронајдов и својот стил на сликање и на цртање и многу повеќе почнав да сликам од 15-та година до ден денеска и многу помалце почнав да цртам. Последното нешто што го имав насликано, ако може да се рачуна, е на мојата последна колекција инспирирана од Ренесансата, каде што на плаштот од фустанот, на фустанот ја наслика Венера на Боттичели. А што би сликала во иднина? Во иднина би сликала дефинитивно некои мои така историски, готички, мистични теми. Би била инспирирана од стари слики на познати светски уметници, мастери на уметниците, на сликарите и може би поврзала некогаш во иднината своја модна колекција заедно да тоа биде прикажано и на платно. Покрај тоа што ти сакаш да се стилизираш самата себе си убаво, ти сакаш да ги стилизираш и другите, па затоа си моден дизајнер. Кажи ми од каде потекнува и таа љубов? Таа љубов потекнува и од мајка ми и од татко ми. Љубовта кон модата дефинитивно прво потекнува од татко ми. Он е голем љубител на модата. Кога бев малечка, ние имавме и свој бутик. Така да тоа се првите чекори каде што јас почнав да забележувам интерес кон модата. Он имаше различни магазини, Vogue, Космополитан или некои турски, бугарски работи кај што зимавме материјали и роба. Пораснав гледајќи Fashion TV, читајќи ги тие магазини, гледајќи татко ми како работи во модниот свет исто, како ги продаваше прчињата на луѓето и на машко и на женско. А дефинитивно за шиењето тука е заслужна мајка ми пак. И работите како зарачната изработка, плетење, шиење, мајка ми ме научи и секако и професорите кои што ми предаваат денеска и на овие 4 години што сум запишана на факултетот. Денеска, откако што си го пронајдов стилот, личен, дефинитивно нема да шијам и не креирам за секој човек. Дизајнирам за луѓе што се уникатни, што се самоуверени сами во себе си, што имаат специфичен стил, кои се доволно јаки и самоуверени да се покажат онакви како што се. Христина, кој е првото парче што го имаш креирано? Не памтам. Текнува стварно. Може би е било нешто извезено, дека првиот така интерес ми беше дека мајка ми ја гледав стално дека плете и шие така везе, па ме интересираше некое весче мало на обично материјалче да пробам. А како дојде до отварањето на твојот моден бренд? Одлуката падна сосема спонтано, не ми беше во план барем за скоро време да отварам онлайн страница на социјалните мрежи да објавувам само за моите дизајни. Падна сосема случајно дека откако почнав активно да шијам дизајни, многу луѓе почнаа да ми пишуваат за нарачки, за везови на мајци, на дуксери, на плетење на изработка на некои така кроп топови, некои поедноставни работи. И едноставно одлучив зашто да не отворам страната и брендот, кај што сум го планирала за понатаму да го отворам сега. Па со времето ќе почне да се зголемува, нели?
Така е. Кажи ми каде го гледаш твојот бренд во иднина? Својот бренд во иднина го гледам глобално голем, не да биде само тука во Македонија присутен или во регионот, го гледам глобално широк и во иностранство, го гледам некако да е проширен на сите страни од светот, до ствари луѓето што го имаат стилот што им се соспаѓа со мојот бренд, да си се пронаоѓаат. Кажи ми, дали Македонија им дава доволно можности и прилики на младите талентирани уметници или не ги поддржува доволно? Од моја перспектива, се уште сметрам дека многу повеќе треба да се вложува труд во младите уметници и за младите таленти кои што пробуваат да се избијат на македонската сцена. Небитно тоа дали е за уметност, дали за мода. Али дефинитивно уметноста и модата се уште е тапка на некое место кај што сметрам дека многу треба се уште да се работи и да се прошири. Кажи ми, кој е твојот крајен сон на кариерата? Твоја крајна цел? Сега не знам како звездите ми имаат напишано да ми биде во кариерата, се надевам дека ќе имам успешна кариера. Себе си се гледам во два правца. Едниот правец е или да бидам моден директор и креатор на некои од познатите модни куки, светски што се, или да бидам секако и сопствен моден дизајнер и креатор на свој бренд, кај што ќе имам голема модна куќа. Кажи ми со што би се занимавала да не беше ова? Не знам, не можам се замислам во некое друго, како да кажам, светло, во друга кариера. Уште од малечка, како знам за себе си, мене уметноста ми беше единственото нешто за кој што знам дека јас ќе бидам. Дали тоа ќе беше модниот дизајн или уметноста, сликарството, тие се опциите. Едноставно не се гледам во друга насока. Кажи ми како изгледа еден ден на Христина? Многу хаотичен, ги искористувам сите 24 сата максимално што можам. Станувам рано, го започнувам денот така што почнувам со јога, со медитации, со пилатес. Дома си го тоа правам. Со доручек си правам секој сабајле мача. Мачата ми е омилен пијалок. Идам на работа, идам на предавања. Си го исполнувам денот така што ќе работам на идни колекции, на проекти од факултетот, професорите што ми ги задаваат секој семестар, ќе работам и со клиенти и така тоа. Кажи ми, што им препорачуваш на младите што сакаат да чекорат по твојот пат? Да не се плашат од секакви коментари, од други луѓе, од предрасуди, од размислувања. Тоа секогаш ќе постои и денеска, и во иднината, и се постоеле уствари. Тоа се некои работи што нема да се сменуваат. Им предлагам да си чекаат кон своите соништа, да не бидат плашливи од ништо и сами на себе си прво да си бидат главна инспирација и мотивација. Кажи ми, што мислиш, каква емоција будиш во луѓето кога ќе видат една од твое уметничко парче и што би сакала ти да почувствуваат кога ќе го видат истото? Би сакала луѓето да почувствуваат, како да го кажам тоа на убав начин, страхотно нешто да осетат во нив. Кога ќе видат некое мое модно парче или уметничко дело, да се запрепастат, да се замислат малце подлабоко во себе си, дали се доволно самоуверени и свесни да носат или да го разберат моето дело. И мислам дека секој, ствари на почетокот како што реков, не дизајнирам за секого. Значи, дефинитивно само одредени луѓе може да го разберат овој стил, што се уникатни и самоуверени во тоа. Кажи ми, Христина, со која македонска јавна личност би сакала да соработуваш? Би сакала да соработувам со Сергеј Варошлија. Он е човек едноставно што многу низ на години е толку уникатен, толку самоуверен во сопствениот стил што го има, во имиџот што го гради, животот што го живее.
би сакала да го запознам пред се, па после ако се укаже прилика да соработувам со него. Мислам дека мојот стил би му, како да кажам, би му пријал, дека јас сум многу уникатна и така сум уверена, болд, со став, исто како што и он. Што би креирала за него? Па не знам, тоа би требало прво да го запознам лично, па да видам што највеќе сака да носи, на кој начин он сака да се изрази сам себе си во публиката и во секојдневниот живот. Кажи ми, Христина, за крај, дали се да бидеш успешен во Македонија ти треба само талент или можеби ти треба финансии и конекции? Дефинитивно во Македонија многу повеќе и побрзо успеваат луѓето со финансии и со конекции, мада тоа не е пресудно. Сама себе си еве се гледам дека полека си градам своја слика, свој имидж, свој статус. Така да на младите луѓе во иднина исто им предлагам да не ги обесхрабрува тоа, дека ако нема доволно конекции или доволно финансии да се откажуваат од своите соништа, едноставно да чекорат гласно и јасно. Христина, ти благодарам за одвоеното време и за ова прекрасно интервју. Ти посакувам успешна и огромна кариера и еден ден да те гледаме во светските размери. Ти благодарам, Христина. Ти благодарам и на тебе, Стефан. Јас сум Христина Ѓоргиева, а вие гледате Хајп Македонија.